Ако нелегално продавате лубеници или ако шверцувате граф, тогаш правдата е брза, ефикасна и неселективна. Но што ако вашите бизниси зависат од државно спонзорирани сделки? И ако приоритетите на новата власт се променети, останува сепак еден горчлив впечаток или страв дека привилегираните може да останат такви. Најголемите добитници на тендера во Македонија се компании од градежната, фармацевската и нафтената индустрија. Број 1 фирма е една интересна компанија која не многу е споменувана во јавност. Ева кому е посветено новото издание на Проверено. 18 години е градоначалник на најсиромашната општина во Македонија, Пласница. Менува партии и идеологии, но фотелјата не ја дава. Ако мене ме прашате, ја лично не би бил никогаш градоначалник, и од 96-та не би бил, и сега не би бил. Меѓутоа и сега последниот мандат се собра луѓето ме потера со сила да бидам градоначалник. Исмаил Јаховски обстојува и за време на владењето на ВМРО ДПМН и на СДСМ, а расте и семејниот бизнис со Пуцко Петрол. На 400 тендери има добиено за година и половина, а последниот од ЈСП Скопје е вреден 15 милиони евра. Според мене нема суден интерес, затоа што некој му издал лиценца за да се бави со таа дејност. Како живее населението во општината, во која невработеноста е 90%? Колку сте задоволени од неговата работа? Од Исмаиле? Да. Многу задоволен. Подобро немој да видите. Работи. Не го менувате, а? Не. Како бе то менуње? Никако не го менуње. Ајде ќе не би даде. Во Проверено носиме репортажа од Пласница и прво интервју на градоначалникот Јаховски по речиси 2 децении на власт. Со речиси 100 милиони евра пари од државни тендери, во последните 10 години само, Пуцко Петрол е број 1 корисник на државни пари. Во минатото го следеа голем број афери. Новаа компанија успеа да остане подалеку од очите на јавноста. Се сеќавате ли на бомбата на СДСМ која објавија во времето на опозиција, во која на Драган Павлович Латас му се наредува или сугерира да ги држи аферите на Пуцко Петрол подалеку од вестите. Времињата се сменија, но бизнисите останаа. Пуцко Петрол и денеска котира многу добро. Која е оваа компанија и какви афери ја следат? Истражувањето го има Александра Денковска-Гоцевска. Изминативе години слушнавме за многу афери на бизнисмени кои добро печалеа од државно спонзорирани сделки. Дзинго, Минчо, Ексико. Големите аферџиски имиња се многу, но колкумина знаат дека на врвот на корисници на државни тендери е една мала семејна фирма од Пласница – Пуцко Петрол. Од 2008 до 2018 година оваа компанија добила државни тендери вредни речиси 100 милиони евра. Градоначалникот на оваа мала општина Исмаил Јаховски, кој е на власт од 1996 година, и неговиот син Насмир Јаховски од 1992 година успешно го водат нафтениот бизнис во државава. Изминативе неколку години Пуцко Петрол е прва од 10 фирми со најмногу добиени тендери од државни институции. Пуцко Петрол добивал тендери од Службата за општи и заеднички работи на владата, Македонски железници, министерствата, јавните предпријатија, агенциите и општините. Меѓу оние кои му доделувале тендери на Пуцко Петрол се општините и министерствата водени од ДУИ. Партијата преку која Јаховски изминативе неколку избори станува градоначалник на општина Пласница. Јаховски првиот и вториот мандат како градоначалник се до 2005 година го води како кадар на СДСМ и на Движењето за национално единство на турците на Ердоган Сарач. СДСМ му откажува љубов и во 2005 година настапува со свој кандидат, а Јаховски ги губи изборите. Тоа е единствен мандат кога тој не е градоначалник, но затоа во 2009 година се здружува со ДУИ и од тогаш оваа комбинација секогаш победува. Освен победата на изминатите избори, Пуцко Петрол од општините кои беа и се уште се под водство на ДУИ и нивните јавни предпријатија добивал тендери за погонски горива, горива за службени мотори, за мазут и за екстра лесно масло за горење. Од 2015 година па до сега, од Министерството за правда кое како по правило изминативе години му припаѓаше на ДУИ, Пуцко Петрол има добиено тендери во вредност од 200.000 евра. Тендерите добиени од општина Кичево се во вредност од речиси 450.000 евра. Општина Гостивар со оваа фирма склучила договори вредни над милион евра. Тендери биле добивани од јавните предпријатија кои се под капата на овие општини. Од комуналното предпријатие во Гостивар Пуцко Петрол во 2015 и 2016 година добил тендери во вредност од 320.000 евра.
Од општата болница Ферид Мурат, здравствениот дом и основното училиште во Гостивар добил по 2 тендери. Во 2015-та, 2016-та и 2017-та година Комуналец Кичево склучил 3 тендери со Пуцко Петрол во вредност од 300.000 евра, а исто толку тендери добили од јавното претпријатие за водоснабдување. Иако оваа мала семејна компанија, речиси никој не ја спомнуваше до пред неколку месеци, бизнис интересите на Пуцко Петрол биле дискутирани и во бомбите. Овој ми е другарев тендовар, само ги закачаш на оној Пуцко од Кичево син му. Кој е тој? Со што се бави? Со нафта што имаат бензински Пуцко Пуцко Петрол? Да. На Велија Рамковски спонзорот? Абе каков спонзор немаат ништо со него више. Може ли они со насленда реклама да направат све да завршим? Ќе направат све што треба, ќе го донесам пред тебе, син му ми е, види, син му ми е тендо добар другар. У понеделник, може да го донесам? Ќе го донесам и сега У понеделник ја ти ќе направиме муабет со него и вторник завршим. Не, гледај, знаеш што е работата? Денеска у транспорт и врски имало јавна лицитација, си купиле место Скопје за бензинско ново лисиче, на надавање си ја купиле. И викате, молам, вика да му кажеш да не плюка нешто, да не ни заебе. Добро, ја денеска тоа ќе завршим. Значи денес само ништо да нема, у понеделник ти го носам, ќе видиш за какви Готово е, моето ќе завршам, готово, не се кире. Ајде. Уредник. Ајде. Според податоците објавени на интернет страницата за електронскиот систем за јавни набавки, може да се види дека партнерството со Пуцко Петрол продолжува и со оваа влада. Во 2017 и 2018 година Пуцко Петрол добил 392 тендери, вредни повеќе од 34 милиони евра. Последен спорен тендер за кој имаше бурни реакции во јавноста беше тендерот вреден 15 милиони евра, кој ЈСП го склучи со оваа нафтена компанија. Според тендерската документација, компанијата ќе треба 2 години да го снабдува ЈСП со гориво. Директорот на ЈСП Кристијан Чушков, кој за време на локалните избори беше дел од изборниот штаб на Петре Шилегов, актуелниот градоначалник на Скопје, веле дека ништо спорно нема во тендерот и дека Пуцко Петрол има понудена најниска цена за тендерот. Затоа и го добиле договорот. Не гледам зашто тендерот е спорен, затоа што ние имавме оглас број 34 за набавка на евродизел гориво и во врска со предметната набавка од страна на понудувачите покрај документација за утврдување на личната состојба на фирмите и професионална дејност што се бараше и валидна лиценца од регулаторна комисија за дистрибуција на нафта, трговија на нафта, нафтени деривати и биогориво. Че имаше технички дел, сите документи, комисијата што ја составена од 3 члена, председател и 2 члена и заменици нивни, констатира дека двете фирми што се пријавија ги исполнува сите услови законски за учество во тендерот. На тендерот се пријавија 2 фирми. Пуцко Петрол и Супертрейд. Критериум за доделување на договорот за тендерот е најниската цена. То ние како предпријатие јавно негде сме во добивка милион евра. Прилика 57 до 60 милиона денара. Според Чушков не постои судир на интерес, поради што Пуцко Петрол добива тендери од фирма чиј сопственик е семејството на градоначалник, кој е кандидиран преку коалициски партнер во владата. Според мене нема судир на интерес, затоа што некој му издал лиценца за да се бави со таа дејност. На почетокот на овој месец Пуцко Петрол добил тендери од службата за општи и заеднички работи на владата. За сума од речиси 50.000 евра, во предстојната зимска сезона фирмата ќе треба да ги снабдува Вила Дојран, комплекс Вили Охрид, Вила Попова Шапка, Вила 2 Скопје, Вила 3 Скопје и клубот на републички органи со масло за грејење. Министерството за одбрана минатата година со Пуцко Петрол склучило договор за набавка на мазут во неколку касарни. На тендерот кој го објавило Министерството се пријавиле 2 компании, Мак Петрол и Пуцко Петрол. Договорот бил потпишан со Пуцко Петрол бидејќи имал најефтина понуда. Но во тоа време, како што подоцна објави регулаторната комисија за енергетика, Пуцко Петрол немал лиценца за трговија со мазут. Вакви договори компанијата склучила и со Министерството за внатрешни работи, општите болници во Гостивар и Гевгелија, Државниот студентски дом во Скопје и други институции. Од притисок на јавноста, Министерството за одбрана го раскина договорот со Пуцко Петрол, а регулаторната комисија за енергетика најави дека ќе преземе соодветни чекори во врска со овие случаи. Проверено минатата недела неколку пати се јави во дирекцијата на Пуцко Петрол за да побара став од сопственикот на оваа компанија за тендерите кои ги добиваат од институциите, но никој од раководните лица на фирмата не сакаше да разговара со нас. Во понеделникот, екипата на Проверено отиде до дирекцијата, но одговорот кој го добивме беше дека моментално нема никој кој би можел да ни даде изјава и да се вратиме некој друг ден.
Но кој е основачот на Пуцко Петрол? Исмаил Јаховски, 5 мандата градоначалник на општина Пласница. Ако во бизнисот му цветаат рози, во работењето со општината баш и нема со што да се пофали. Ова е градоначалникот кој ја води најсиромашната општина во Македонија. Речи се 90% невработеност. Дури и општината е 8 години со блокирана сметка. Тоалетите во неа, например, се градат со странска помош или со пари од Ердоган, што е една друга спорна тема, но тоа во некоја од изданијата на проверено во следната сезона. Маја Јовановска за прв пат во првото интервју на Јаховски ја носи неверојатната репортажа за така наречениот крал на Пласница. Знамиња на Македонија и на Турција се веат пред општината Пласница, во која градоначалникот на локалните избори лани беше избран како кандидат на ДУИ. Исмаил Јаховски е рекордер по освоени мандати и по 5 пат победи во оваа општина. Не заради успесите и реализираните ветувања, туку затоа што тој е човекот кој стои зад нафтената компанија Пуцко Петрол. На влезот на општината од десната страна е бензинската пумпа Пуцко Петрол. Во средина е општинската зграда. Веднаш до неа е куќата на градоначалникот, а зад неа е пиланата исто така Пуцко Петрол. На Јаховски се му е на еден чекор и семејните фирми и канцеларијата во општината во која веќе од домаќинот. Вели дека тука не седи по своја волја, но таква е жилбата на жителите. Ако мене ме прашате, ја лично не би бил никогаш градоначалник, и од 96-та не би бил, и сега не би бил. Меѓутоа и сега последниот мандат се собра луѓето ме потера со сила да бидам градоначалник. Иначе лично мене ја и онака би помагал и да не сум градоначалник, и помага на луѓето. Како што е однадвор, така и внатре уредена канцеларијата на градоначалникот, со таписерии со знамења, со символот на муслиманството, со Кемал Ататурк зад грб, а пред себе на бирото има само едно мало знаменце на ДУИ. Партијата која го поддржува последните 2 мандата од 2009 година наваму. Сепак потенцира дека не е член на ниедна партија и затоа вели дека поддршка е добре дојдена од секоја. Видете сега со кого су, јас сега моментално со ДУИ су поблизу, али сум со сите, мене не ми сметат. Видете, ниту јас сакам да ги делам и ниту како партија, ниту како нација, ниту луѓе. Дали мене не ми сметат никој ако се работат за интерес на луѓето, на граѓаните, кои сакат да бидат партија. Но дали партиите гледаат интерес во вас, бидејќи вие сепак сте семејството Јаховски, сепак е... Видете, интерес, во која смисла е интерес? Интерес може да гледаат партиите дека ќе имаат градоначалник плюс. Со бензински пумпи? Нема, бензинските не се ниту мои, ниту партиите имаат влијание некакво или нешто во бензинските пумпи. Пласница е најсиромашната општина во Македонија. Има најмал буџет и веќе 8 години има блокирана сметка. Освен плати, на 14 вработени ништо друго не се исплаќа од општинската каса. Во 4 села има околу 6500 жители, од кои 90% се невработени. Општина која што е единствена можда во светов, која што со најмалу вработеност. Над 90% невработеност. Такво нешто ја нема слушнато ни во Зимбабве. Дека има. Како издржуваат луѓето? Како? Па се мачат, да ви кажам дека се мачат дека со овци, со крави, со земјодели. Но и покрај сите проблеми, Јаховски натаму ја има довербата од жителите. Не бланко со убедлива поддршка, но сепак успева да си ја задржи фотелјата. На последните избори победи со разлика од 503 гласа пред кандидатот на СДСМ, Шпреси Мајровски. Атмосферата беше добра. Значи и пред избори и во времето на кампањата атмосферата беше многу добра. Што се случи, сам не знам. Очигледно да граѓаните им било така добро. Го изабрале па него. 99% од населението на Пласница на пописот во 2002 се изјасниле како турци, а има само 30 на македонци и албанци. На сред село немаше ниту една жена. Во 3 кафетерии пред петочната молитва на кафе го сретнавме оџата и неколку жители кои се подготвуваат да заменат во џамија. Никој не работи, но Јаховски не го менуваат. Како се живее тука? Добро е. Ко што работиш? Земјоделие. Има ли пари? Си има. Младите кај се бегаат ли или остануваат тука? Колку се задоволен од работата на градоначалникот? Супер.
Цела пасница е задоволена. Патишта прават, вода, све што треба, работи. Не го менувате, а? Не. Како бе тоа менуње? Никакво не го менува. Ајде ќе не би даде. Како се живее тука? Добро, Има ли пари? има. Кој сака да работи, ќе има. Кој не, нема. Земјоделие работите ли нешто? Работа. Како сте задоволни? Гледам носите... Тука со лажење нема пари. Началникот. Колку сте задоволни од неговата работа? Од Исмаиле, Да. многу задоволен. Подобро немој да видите. Што направил тој за општината? Све. Донесо вода, направо патишта. кажи на интервју. И така. Значи, задоволни многу. Тој вели дека им помага на селаните. Како, на кој начин? Да, им помага. Вас лично? Помага. Ако гледаме по западот, не сме многу задоволни. Ако ја гледаме ситуацијата опште во Македонија, можеме да речеме дека све си тежи како што треба. Против кандидатот на Јаховски веќе 30 години живее во Словенија, но постојано доаѓа во Пласница. Вели дека заедно со СДСМ решил да се кандидира за да може да им помогне на селаните, кои според него се плашат да зборат за сиромаштијата и бедата во која живеат. Луѓето се исплашени пред се, посамезно кога ќе разговарате со луѓето, е една слика, значи друго зборуваат. Во група од 20-тројца, значи зборуваат друго, добар е, има се, а знаат да нема вода, доволно, водата да е забранета за пиење, осим школото и општината, значи друга институција нема. Нема, значи, градоначалникот можел до сега, ја гарантирам да можел, мочен е доволно, некоја фабрика, дали од Република Турција, дали од некоја друга држава, некоја фабрика, некој погон од 100-200 значи луѓе да се вработаат или 200 семејства, 300 семејства да се вработаат, да имаат осим неговата, значи бензка пумпа и пилана, друго не работи ништо и школото. Политички идол и пријател на Јаховски му е турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган. Благодарение на тие добри релации, Јаховски оваа година се всели во новата општинска зграда, која е изградена со пари од Турската агенција за соработка и координација, ТИКА. Оваа агенција ги реновирала и училишните згради во општината. Одлична соработката, ние мислам дека имаме помош доста. Замислете, ние имаме 2 училишта во Пласница, прозор немаме да сменеме, ако не беше Турција, ако не ТИКА не ги сменеше прозорите. Ние немаме минимални технички услови за да во училиштата децата наши да учат, како што сакаат вашите деца да имаат услови и другите, така и ние сакаме да бидат нашите деца да имаат. Ние во 2 училишта ги реновира ТИКА од Турција. Дали се познаете лично со Ердоган? Да. Јаховски во последните години се дистанцираше од Пуцко Петрол, барем во официјалните документи. Фирмата ја води неговиот најстар син, Асмир, за кој вели дека го советува да работи законски и домаќински. Јаховски како да е градоначалник во Шведска, а не во Македонија, па не гледа конфликт на интереси и уверува дека ниту еден тендер не бил добиен со врски преку телефон, ни во времето кога тој бил начело на Пуцко Петрол и истовремено градоначалник. Ние каква таква сме држава. Значи, функционираме, имаме институции, имаме полиција, имаме судство, може да го проверат тоа. Значи, ние никогаш не сме зеле тендер на нелегален начин. Јас су е водел фирмата. И сега ви гарантирам, јако не сум газда, затоа што често пати прашувам онадам и советувам како мојот родител, мене што ме советувал, така јас ги советувам децата, никогаш нелегално, незаконски не треба да се сработи ништо. Тој својата плата се пофали дека ја давал на сиромасите, а мобилниот телефон го плаќал од свој џеб. Со кои пари, кога нема приходи и не е поврзан со Пуцко Петрол, вели дека има крави и работи земјоделие. Јас како да влезам во фирма, ќе влезам во фирма, синов ќе ми дават една плата да живеа од 1000 евра. Иш да не ми дават, ќе ми дават 1000 евра плата. И сега тука работите за 30-40 денари, да? Не, видите, ниту земам, тие што ги земам, што мора да ги земам, јас 2 мандати не земав никаква плата, не бев ни пријавен. Значи не бев пријавен во општината, работев така. Не работев за интерес, ниту сега.
работам за некој интерес. Значи, тие што мора да ги земам, ги давам одма на сиромаси. Единствено, најголемата желба ми е и најдобро се чувствувам, се осеќам кога ќе помагам на овие. Како, на кој начин им помага? На секаков начин. Мислам, нема јас да го коментирам, затоа што во муслиманот кај јас сум муслиман, нема, ако некому помогнеш, не се зборува, тоа не треба да се кажува. Ако дадеш со десната рака, левата не треба да види. За време на неговите мандати се иселија многу луѓе од Пласница. Од 900 деца во двете училишта, сега нема ни 400. Тој вината за сиромаштијата ја гледа во централната власт, до која со години апелирал да ја помогне на општината. Но попусто, во Пласница ништо не се менува. И натаму сметката е блокирана, невработеноста рекордна, а Јаховски е зациментиран на чело на општината. Неговиот слоган на последните избори беше човек за народот. Исмаил, Исмаил, народ му верува, уште една победа нас не следува. Исмаил, Исмаил, пак е избор наш, секогаш за народ, тој е патот наш. А што им е заедничко на сите осомничени за корупција? Секогаш ќе речат се е според законот и уставот. Многу често е навистина и така, но сепак дали? Што е со членот од кривичниот закон кој опишува што е тоа трговија со влијание? Овој пат одговорите ги побаравме од еден релевантен соговорник, а интервјуто го носи Билјана Секуловска. Господине Наков, како ја оценувате борбата против корупција на оваа влада, ако знаеме дека еден од главните приоритети, можеби на највисокото прво место всушност е таа борба против корупција како предуслов, како услов за влез во Европската унија, односно за почнување преговори? Јас милувам да кажам дека борбата на државата во однос на криминалот и корупцијата не е ни отпочната. Единствен орган кој што се занимава со таа работа е специјалното јавно обвинителство и ние очекуваме пресуди од тој кривичен прогон. Меѓутоа, забораваме дека во државата постои и редовно јавно обвинителство, на чие чело веќе имаме и нов јавен обвинител, за кого јавноста мислам и ќе заборави веќе и како се вика и зошто е донесен, бидејќи нема ни еден предмет веќе отпочнат, сработен, даден како обвинение пред судовите, за да може да очекуваме некаква си пресуда. На што се должи? Добра, да продолжите. Единствен предмет кој што фактички тој го наследи е предметот за 27 април, за кој јас имам мое лично убедување дека поради одредени недостатоци, незавршена работа од страна на јавните обвинители кои немаат извршено ни увид, прибрано докази, и тоа валидни докази, за да може истото да обстои на начин како што очекува јавност. На што се должи, како ја објаснувате работата, односно велите неработењето на јавното обвинителство и самиот јавен обвинител? Јавното обвинителство Јовевски го затекна во една таква состојба. Меѓутоа, по моје длабоко убедување, тој требаше да реагира. На кој начин? На начин што ќе почне од чистење на сопствениот двор. Внатре, во јавното обвинителство, има луѓе кои не заслужуваат и понатаму да седат и да земаат плата од нашите пари. Зошто го велам тоа? Таму се уште обвинители од типот на Гешковска, на Биковски, кои што се уште на еден начин се во тие екипи од кои ние очекуваме одредени резултати во борбата со криминалот. Тие се всушност дел од она организирана заробена држава за која говори Апсолутно, и затоа со право Европската унија не само што вели дека ние сме заробена држава, него таа заробена држава за која они спомнуваат многу поодамна, една година уназад, немаме, повторно ќе кажам, ни чекор напред во борбата со криминалот. А тука мора да ги ставиме не само 27 април, меѓутоа и многу други настани, например, борбата во справување со дрогата, со проституцијата, со белото робје и така натаму. Како некои луѓе стекнуваат моќ, позиции и влијание, стануваат доминантни всушност на пазарот како бизнисмени? Како ја објаснувате таа корелација всушност на бизнисмените, на моćните бизнисмени кои добиваат низ годините милионски суми, благодарејќи всушност на врските, поврзаноста со политичките партии?
Јавните набавки по дефиниција треба да се инструмент за стварање на една пазарна економија. Кај нас, за жал, не од вчера, не од година пред промените, многу одамна се начин на збогатување на одредени партиски структури. Неспорно е дека тие исти луѓе ги добиваат тендерите и секако тие на тој начин се одолжуваат за она што го добиваат на свој начин. Веројатно, тоа народски речено, морат да вратат дел од процентот таму од кај што е добиле работата. Многу одамна, уште пред негде 10 години, знам еден случај преку кој имаше јавна набавка за одредени, ајде да ги наречем така, артикли, потреба на граѓаните, тоалет папир од еден директор на една агенција, и тоа поточно ќе ви ја посочам агенцијата за енергетика, со која раководеше господинот Лазар Гечевски, има јавна набавка, внимавајте, на тоалет папир по енормно висока цена. Потоа, јавна набавка на возило и слични други работи, за кои антикорупцијска водеше постапка, меѓутоа, што сакам да кажам со тоа? Резултат од таквите активности на антикорупцијската, која потоа, да речам така, забега во својата работа, затаи во своето работење, немаме ни еден таков случај излезен пред лицето на правдата. За ова голема вина по мене имат јавните обвинители. Зошто? Јавното обвинителство како орган кој ги гони сторителите на кривичните дела мора да знае дека законот за јавни набавки е само форма како се вршат јавните набавки или начин како се извршува кривичното дело злоупотреба на службената положба. Како бланкетна норма мора да биде во состав на стокмено обвинение од страна на јавното обвинителство. Добро, ви благодарам за овој раскар. Во Провено работат само жени, многумина од оние за кои пишуваме знаат да ни речат дека сме досадни, злобни, кучки или џавки, се едно. Но зошто е важна борбата со корупцијата? Борбата со корупцијата е исклучително важна. Таа е број 1 причина за растечката нееднаквост помеѓу богатите и помеѓу сиромашните. Тоа е причината зошто се намалуваат шансите за подобар живот и подобра иднина на вашите деца. Тоа е причината за лошата инфраструктура, лошото образование, лошото здравство и ред други причини. Корупцијата е најголемата пречка за земјите во развој каква што е Македонија. И токму затоа Европската комисија недвосмислено упати пораки дека без борба со корупција и без расчистување со корумпираните и криминалците не може да има прогрес. Затоа ова издание на Проверено е посветено токму на вице-премиерот за евроинтеграции Бујар Османи. Тој е горд на прогресот кој Македонија го прави кон ЕУ и НАТО. А бидејќи секој бизнисмен си има и своја партија, веруваме Османи ќе ја свати добронамерно нашата порака и ќе не направи војднина уште погорди. Да се продолжи ефикасно и неселективно со борбата со корупцијата. Секогаш проверено, секогаш за граѓаните. Јас сум Сашка Цветковска од Истражувачката репортерска лабораторија, а вие следите телевизија 24. Се гледаме следниот вторник во последната епизода од оваа сезона на Проверено. Но не се грижете, се враќаме во септември. Поздрав!